Во ова издание на Луѓе и места ќе ви раскажеме приказна со мирис на оригано. Недалеко од центарот на Скопје во населбата Злокуќани се наоѓа првата парцела со оригано која пред 5 години ја засадил мојот денешен соговорник. Со надеж дека претходното искуство со оваа билка која го стекнал 10 години во Турција и 5 години во Кипар, ќе го развие во успешна приказна и овде во Македонија. Денес, после 5 години, климата и почвата во Македонија се покажала повеќе од погодна за одгледување на оваа билка која за жал ние ја познаваме најчесто како зачин во исхраната, а таа е многу повеќе од тоа. Кујтим Хаджи Хамза, по професија е адвокат, но само 6 години од својот живот ги посветил на правото. Пред 20 години заминал во Турција и од тогаш до денес се занимава со култивирање на оригано, преку организирано производство и промоција на оваа билка во Турција, на Балканот, но и пошироко. Јас 89-та дипломирав на Кирил и Методи и имавме еден чичко, он беше адвокат, со него работевме 6 години. Потоа видов дека не ме влече таа струка мене и секогаш сум сакал да бидам блиску до билките, ми се пружи можност во Турција. Таму почнавме, имавме и некои други делатности, блиски со нив, имаме некоја фарма таму за кокошки и тука дојде една фирма од Холандија која нас тогаш во 90-те години во Европа веќе имаше искочено закон дека во концентратите за животињеве што се немаат право да користат антибиотици, мора да бидат на природна база. И тогаш јас видов дека ориганото еден од најјаките антибиотици и антисептици што може да постават на оваа планета. Со тоа што старите народи го знаеле уште пред 3000 години и се користело со векови до денес. И они од етеричното масло на оригано успеа да направат лек на природна база, значи тоа е против салмонела, против коксидиоза и некои други микробиолошки или бактериолошки болести што се појавуваат кај сите видови на животни. Така да почнавме, они бараа големи количини на ориганово масло. Турција како држава е огромна, има поседува и медитеранска клима каде што он најдобро успева, но тие количини беа толку големи што ние веќе почнавме и да го култивираме. Со искуството стекнато во Турција и Кипар, Кујтим ги осознал методите и начините за одгледување на ваквиот вид оригано. Денес се обидува овде, во Македонија, да ги пренесе тие искуства и да започне масовно да се култивира ориганото. Претежно во руралните средини. Пред 5 години јас, приведејќи сум од тука, од Македонија, донесов малце семе, пробавме на една парцела со едно 500 квадрата и кога ги видовме, значи, искочи ориганото без никаков проблем, се анализираше, значи он има еден момент, тоест кавраклорот беше во доста добра позиција, каде што можеме ние више да мислиме и на еден вид на бизнис, значи еден вид на соработка со кооперантите, така да тоа беше и така и почна оваа идеја тука, која веќе полека се шири на големо и има успех, значи климата е и одговара со самата промена на климатските услови, кои што знаеме сите веќе тука си го најде своето место што се однесува до климатските услови, потоа се прават педолошки анализи на земјиштето, каде што ние ги бираме тие места, тендираме да се култивира по рурални средини, затоа што таму луѓето што живеат по тие рурални средини немаат многу голема шанса да направат нешто друго, освен да се занимаваат со земјоделие. Во Македонија, поединци веќе почнале да ја препознаваат оваа идеја и да започнат со одгледување на оригано. Принципот на кооперантско работење со кој Кујтим работел во Турција го усовршил и го применува и кај нас. Прво јас пред да го слушам договорот со тие кооперанти, идам на лице место на парцелата, на дотичната парцела и одлучуваме дали таа парцела ќе ни донесе тој пријот што ние им го велиме на нашите кооперанти. Ако нешто посумњаме зборам од техничкиот аспект, тогаш се прави педолошка анализа на земјиштето, затоа што тука ние немаме таа култура. Значи нашите земјоделци не знаат што им содржи самата почва, садат што садел дедото или таткото, така да тоа мислам дека не е окей. Од кога ќе се исполнат тие услови, тогаш се случува договор со кооперантот на 7 години, зашто економската вредност од моментот кога ќе се засади расадот за 7 години му дава еден приход од 3 тона годишно. Значи он во тој турнус што го викам јас има од прилика 23 до 25 тона сува материја на оригано.
прво треба да се ја спреми почвата, самиот кооперант, значи треба длабоко орање, плитко орање, значи да ја спреми површина и да го засади тој расад што ќе го земе од нас. Се сади тука ги има многу машини за садење на тутун, на тутунов расад, значи таа истата малце се модифицира, само зависи све од моментот на лице место тоа се прави. И во октомври се го зимаат расад од нас, го садат, 1 хектар може да го засада со машина, тука во некои средини се малце по искусни, во некои не се, но во принцип за 2 дена садат 1 хектар. Од октомври до април месец нема апсолутно никаква инвестиција, не мора да оди на парцелата кај што е засадено ориганото. Со самиот почеток на вегетацијата зависи пак од почвата каде што е засадено ориганото. Ако има дива вегетација, он мора тоа механички да го отстрани. Значи строго е забрането користење некои пестициди и некои хемикали. Првата и втората година е малце така повеќе работа бара, значи ако има дива вегетација. После он од една единка како расад, тој се размножува во вид на еден жбун и ја покрива целата парцела каде што не е овозможува на дивата вегетација да опстане. При крај на 6-тиот месец, значи он веќе е во полн расцвет, значи од 70 до 80% од кога ќе расцвета парцелата, веќе е времето дојдено да се коси ориганото. Ориганото се коси претежно на големите парцели со линеарна косилка, која се поврзува позади трактор, маказица ја викат на некои места, значи не со ротациона, и го остават на лице место тука да се исуши, значи околу 48 сата му се потребни. Потоа ние доваѓаме со една друга специјална машина каде што од тој откос го вадиме цветот и листот на ориганото и го мериме на лице место тука пред самиот кооперант. Постојат над 38 видови оригано. Овој вид кој го култивира Куитим е истиот оној кој го одгледувал и во Турција. Ова е Origanum onites, тоа му е латинскиот назив, или пак го викаат и Origanum смирнеум, значи Смирна е старо име на денешен Измир во Република Турција. Има бел цвет, расте од 60 до 80 сантима и кога ќе ја земе таа позиција веќе е спремен да се откоси. Значи претежно затоа што он е еден од најмаслодајните видови на оригано што ги знае, мислам, човештвото. Од 2,7 до 3,2 му е маслодајноста, значи во проценти земено. Така да он е многу баран на светскиот пазар. Кавраклорот му е доста як, зависи се пак од местата кај се култивира, со тоа што ние го носиме од матичњакот го носиме, од Турција го носиме семето и имаме многу добри резултати. И он еднаш се сади, секоја година се коси, пак расте, па другата година, па третата, као нешто као детелина, со тоа што она е 3 години, ова е 7 години. Генерално, барем кај нас, ориганото е познат само како зачин во исхраната, но сознанијата на Куитим говорат дека оваа билка е многу повеќе од зачин. Ориганото пред самото да се откоси, например, се пуштаат пчели, поленот од цветот што го зимаат пчелите, кога ќе се спомнеше со мето, тоа веќе не е мед, тоа е еден лек, фактички природен, кој во Америка има, например, продажба од $30 му е една тегла од 800 грама. Значи, тоа ви е првиот нус производ на ориганото. Со самото откосување може да го да има уште 3-4 вида на нус производи. Едното е таа сувата материја, претежно се користи во гастрономија, по пици, по ресторани и такви работи. Со самата дестилација на таа сува материја се вади етеричното масло на ориганото и сега зависи све од јачината на кавраклор, значи почнува од козметика, фармација, медицина, за лекови, антибиотици, антисептици, шампони, сапуни, парфеми. Посудата што станува од дестилацијата, значи, таа се користи за филтер чаеви, се вади оригановата вода или џусот од оригано и тој се продава, значи има 4-5 производи. Пред 5 години, кога се вратил во Македонија, започнала оваа негова епизода со ориганото. Денес, тоа е реалност. Овде во Злокуќани, тој има посадено оригано и расад за оригано. Но овде постои и едукативен центар, каде што оние заинтересираните учат за оваа билка и начинот на нејзиното култивирање. Ние пред да им го сервираме, им ја сервираме оваа култура на нашите граѓани, тука ние прво самите правиме тука анализи. Значи, тука имаме донесено 15.000 кубни метри на земјиште, тоа се околу втора, трета, четврта и пета клаца на земјиште и тука се прави анализи на каква почва за да не се даме из Македонија, да видиме тука на лице место како он ќе реагира на тоа.
се покажа многу јак, климата му одговара, ја прифати почвата во Македонија и почнеме да го култираме. Тука потоа полека се луѓето почнаа да доваѓаат. Прво дојде Цепросарт со проектот на СИДА, со нивна една заедничка соработка направивме една сушара. Мислам дека е прва Македонија за сушење на лековити билки со алтернативна енергија, значи со сончеви панели, ние не користиме друга енергија. Почнеме видовме дека има потреба да луѓето ти не го знаат ориганото, затоа и засадено во парцела, чисто они да видат како тоа изгледа, како расте, како цвета. Имаше потреба за едукација на тие наши нови кооперанти и на други заинтересирани луѓе. Па еве се отвори уште еден едукативен центар тука при нас, значи ние максимално, значи нашата цел не е на нашиот кооперант само да му се продаде расата. Значи ние од самиот почеток до самиот крај сме заедно со него, од почетокот до самиот крај со секаква помош. Покрај одгледувањето оригано, Кујтин во овој простор развива и неколку благородни идеи кои се иновативни кај нас и се однесуваат на ранливите категории граѓани и хендикепираните лица. Јас долго време бев надвор и видов дека некои работи, за жал, ние ги имаме внатре во нас, него не можеме да ги искажеме или не смееме или не сакаме. Тоа не е ни битно. Целта е тука, например, од мојава десна страна имаме направено околу 1000 квадратни метри се, значи едно место заштитено, оградено, каде што сакаме да садиме зеленчук. Со тоа што е малце техниката е малце подругачија и луѓето што ќе го работат се луѓе со специјални потреби, значи. Тоа не беше целта на нас. Еден ред домат, оригано, пиперка, маточина, патлиџан, рузмарин, значи тие ароматични билки тој зелешто ќе го чува, значи немаш потреба од никакво прскање, од ништо, значи тоа ќе биде чисто 100% ќе биде органски производ. Втората работа е, имам доста пријатели со специјални потреби кои се волни, значи на нив тоа ќе биде како една работна терапија, ќе се дружиме сите тука заедно, они тоа ќе го работат, со тоа што финалниот производ било кој што ќе дојде не ќе може да го купи во денари, него ќе го купи во поени, за да ги добие тие, карикирам се, 10 поени за кило домати, ќе треба да донесе од дома или да собере 3-4 кила хартија и 3-4 пластични флаши, например, рециклирана роба која ми е утре за утре ќе ја продадеме и со тие средства ќе им овозможиме на тие луѓе да се чувствуваат многу пострекно и многу поубаво ќе се чувствуваат. Целта ми е исто тоа да се направи во Струмица, во Битола, во Дебар, во Тетово, било каде во Македонија, затоа што секаде има простор за ваков вид на работа. Тоа не е само работа, тоа е едукација. Ги едуцираме луѓе, доаѓаат тука од градинки, децава немаат видено ни кокошка, ни пчела, ни ништо, доаѓаат ги гледаат, значи лајф на живо ги гледаат, така да тоа нас не исполнува. Направивме уште еден кокошарник со еко јајца, има рибник сега правиме, пчелите ги имаме и многу други работи. Значи целта е во овој мал простор да се направи на некого да му текне, ова да го направи професионално, значи. Повеќе од 20 години Кујтин е оддалечен од неговата примарна професија, адвокатурата. Пред крај, го прашав од оваа временска дистанца дали му фали правото и адвокатското секојдневие. Јас секогаш би велам и им кажувам на моите пријатели, каму среќа од почетокот да сум почнал со ова, значи. Тие 5-6 години во адвокатурата ми беа многу ме изморија. Овде сум многу среќен, многу сум мирен, немам стрес никаков, значи билката не лаже. Што ги даеш, она ќе ти даде многу повеќе него човекот. Со мирисот на ориганото, кое беше се присутно околу нас, ја започнавме и ќе ја завршиме оваа луѓе и места. Гледајте не и за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.